Со завршена гимназија во Штип, математичко-информатички смер, матурантот Јане Коцев во далечната 1992 година многумина го гледаа на некои од тешките факултети. Но на изненадување тој замина на сосема друга животна насока и се запиша на Богословскиот факултет. Како се случи изборот? Дали одлуката беше ненадејна или пак долго чекана? Додуше, јас се запишав прво на економскиот факултет, меѓутоа паралелно и на теолошкиот, тогаш ќе отворија можности дека во школите ќе има веронаука и затоа и теолошкиот факултет прима повеќе студенти. И по таа прилика јас изборот и одлуката беше да, за многу ненадена па и за самиот себе, меѓутоа не сгрешив. Првата година ја поминав на економскиот факултет, кога дојде испитната сесија, пробав, учев и за теолошкиот и така положив 5 испит одеднаш и тоа беше поентата главна да јас се определам и го продолжам понатака факултетот теолошки. Како Коцев го прими светот на христијанската религија? Христијанството е оно кој што нас ни е потребно, оно што го осмислува животот, Христос пред се. Сите млади, па и јас во тоа време се барав, испитував и во се остануваш незадоволен на некој начин и неостварлив, со некој недостаток. И кога суштински го сретнав Христос, во мене се случи вистинско преображение и откровение. По завршувањето на Богословскиот факултет, започнува служба во манастирот Свети Леонтиј во Водоча, а подоцна и во многу други. Дали предизвикот да се верува, служи и живее во манастир, се оствари? Да, еве, сега уште малку, скоро 26 години сум во манастир заменат. Тогаш беше почетокот на монашкиот живот во обновата на монашеството Македонската православна црква. Ние бевме првите монаси, затоа и како што спомнавте, служа во повеќе манастири и кај што требаше се основа нова монашка заедница, секогаш на некој начин бев праќен на мисија, така и стигнав и до Австралија, кај што и таму основавме неколку манастири. Монаштвото е одлука која за огромен процент од луѓето е чудна и несватлива. Живот кој нуди се, наспроти живот далеко од се, во една соба и со бескрајни пости. Што е она што луѓето најчесто не го знаат и не можат да го сватат кај монашкиот живот? Па во суштина е обратно. Овој свет нуди се, меѓутоа останава човекот празен. И на тој начин не наоѓаш ништо. А христијанството, односно монашкиот живот е живот во обратна перспектива, како што ние според теолошки израз ќе кажеме, во кој што собирајќи се на едно место, во манастир, во собата, во келијата, во своето срце, се отвора перспектива, се отвора хоризонтите на вечноста на небесниот, на Царството небесно и тука тие простори се бескрни, неиспитливи и секогаш се и ќе речем интересни. Верувањето во Бог и црквата е чувство, радост, но и големо искушение на духот и телото. Која е животната филозофија на еден високо образован, интелигентен и пред се одлучен монах? Мојата животна филозофија дека проблемите не се всушност проблеми, туку предизвици. И не треба да се плашим, не треба да ги запоставуваме, туку наставно да се соочуваме со нив и на тој начин да се восовршуваме и да бидеме подобри луѓе. Колку на еден монах му значи тишината и како ја живее? Најмногу. Затоа ние сме го напуштиле светот, бучавата на овој свет, вревата на овој свет, брзината на светот, искушенијата, за да можеме да се ослободиме од сето тоа и за да можеме да стекнеме таа мир и тишина внатре во нас. Дали и по 2,5 децении отец Гаврил Галев му недостасува она што го живеел претходно? Тој е животен пат, тој е преобразба во кој што се преобразуваш поранешниот живот преку христијанството, преку монашкиот живот, го преобрази во тоа што сум сега. И не дека не ми достасува, туку наставно
тоа е остварување, моje лично остварување. 17 години отец Гаврил живее во Австралија во Мелбурн, и тоа повторно во манастир каде е игумен. Монашкиот живот, но на друго место и на друг континент. Прави ли сето тоа разлика? Дали има разлика? Разликата е во тоа што духовниот живот таму не е развиен. Многу од нашите посебно не знаат за после таму, нели, по печелба, за други причини. Социјалниот живот е сосем поинаков. Животот по широкиот пат, животот по задоволување на страстите, раскошот, комфорот, кој што на тој начин му пречи на аскетско-исихастичкиот начин на христијанството и на монашкиот живот, и тука е разликата. Која е пораката на отец Гаврил Галев до верниците, но и до останатите граѓани? Пораката моја до сите вас и до дека мирот и тишината ни се најпотребни, посебно во време во кое што наоколу нас, па и внатре во нас, во нашите срци, во нашите животи е полно со врева, со нечистоти, и на тој начин ние, чистејќи го своите срце од страстите, преку брозението, преку молитвата, преку мирот и тишината во себе, и на тој начин ја ширеме таа мир и тишина и надвор од себе, и на тој начин и ние сме пострекни, тие околу нас. Отец Гаврил Галев, некогашен Јане Коцев, е роден во Штип од мајка Љубинка од Кривополаничко и татко Ангел од Богословец, Овчеполие.